Професорке, во таа смисла би ве прашала, Кунески напиша една песна со наслов "Одземање на силата". Подоцна, професорот, академикот Старделов напиша и книга која што е посветена на Кунески со истиот наслов. И сега кога ова го зборувате, дали вие чувствувате лично дека на македонскиот литературен јазик му е одземена силата? Како вие гледате на јазичната ситуација во државата, но и во контекст на очигледниот спор со Бугарија? Треба ли да сме обеспокоени? Никако. Никој не може да ни го одземи нашиот македонски јазик. Жалосни се овие препукувања што се случуваат, непотребни. По над 70 години постоење на македонска држава со признат јазик во светот, да не цитирам сега и други странски слависти, еден Хорас Ланд што рекол, па напишал уште 1952 година граматика на македонскиот јазик на англиски јазик за да се прошири во светот. И сега ќе се плашиме дека може некој да ми го одземе македонскиот јазик, тоа е апсурд. Може би е добро што господинот Пендаровски рече ако не мора да влеземе во ЕУ по цена на јазик и на идентитет, не мора ни да влеземе. Па јас мислам дека што и да се случува на политичката сцена, јазикот, идентитетот, никој не може да ни го одземе. Меѓутоа, ова се стари превирања, постоеле уште во времето на Кунески и се уште ги поддржуваат дури и академиците на... Јас уште како гимназијалка не можев да се начудам што зборуваат за Коневски, да речеме. Меѓутоа, Коневски оставил длабоки траги. Еве да ви прочитам една многу важна работа што можеби не е многу распространета, една ситуација, едно лично становиште. Кратка статија на професорот Коневски во која кажува: "Првите мои песни на македонски јазик датираат од 1939 година на македонски јазик. Имав тогаш 18 години. Веќе во една од тие најрани песни јас ја искажувам горчината од реалноста во која требаше да настапи нашата генерација. Рика во мене маката, се вели дека сум роден во смачкано племе. Ние не можевме да чекаме дури тие да созреат идните генерации, кај нас настапи самостојна национална акција. Така, по силата на историските околности, се случи да станеме мал оспоруван народ. Ние, мојата генерација, тогаш млади и неопитни, тргнавме во животот посветени на македонската идеја, готови да служиме како на нашето свето и светло, на нешто свето и светло, загрижени за судбината на својот народ. Ние бевме уверени дека имаме браќа во целиот свет. Кочо Рацин, кого што ние го сметавме за основоположник на современата македонска поезија, во една своја песна и се обраќа на мајката со молба да не жали што не стекнал свој дом, зашто куќа му е целиот братски свет. И сепак не се предавав. И мојата вера најде во истата песна израз во зборовите, но сепак се надевам дека не е туку така, што сум подложен на таков искус и на таква една мака. Значи, и пред многу години, и пред смртта, и како дете, тој тоа што понесол од Небрегово, тоа е чудо од дете, бидејќи имало и други деца таму, но тоа што го понесол од Небрегово Коневски е до ден денес тема на која дури сега помислувам да запрам и да ја работам.